Ај сега да видиме. Дали се слушаме, гледаме. Да видиме. Дали е се во ред, нешто имаше проблеми со интернетот, само што почнав со преносот, мораше да го рестартирам интернетот, не е битно. Дали ме гледате, пишете ми дали ме слушате добро, дали ме гледате. Да, се гледаме. Ајде ќе одиме сега на почеток, додека се приклучат другите. Би сакал да ви пуштам една песна од Бранимир Џони Штулич, кој што всушност е делумно поврзан со својата животна приказна со Македонија. И после ќе ви објаснам зашто ви ја пуштив оваа песна. Само да видам како се одвива преносот. Во меѓувреме можете да направите, да поканите пријатели, да го споделите ова, за да имаме поголема публика. Ќе почнеме за кратко. Аха, значи свртено е вак. Значи треба да го свртам вак. Да видиме сега што ќе се случи. Дали е вака подобро? Дали ме слушате? Зошто доцни волку преносот? Еве ја свртев камерата. Мислам дека можеме да почнеме. Да, добро. Еве гледам дека се гледа добро. Тоа ми текна да проверам. Ве поздравам. Инаку не знам дали се слушаше добро. Фала Митко, го свртев телефонот. Благодарам. Гледам дека се едно 15 на секунди за доцнување доаѓа преносот, но секако благодарам на сите што сте вечерва со мене, ве поздравувам. Се надевам дека добро ме слушате. Дали се слуша добро? Ако може некој да ми напише коментарче кратко. Поздрав Данило, поздрав Данило Глигоровски, Дани Бојаджиева, Славчо Србиновски, поздрав. Ротирана е камерата, Данило, да. Тихомир ја свртев камерата. Дали се слуша добро, само потврдете ми и ќе почнам. Добро. Гледам има доста коментари. Добро. Океј. Благодарам на сите што сте вечерва тука со мене и она што сакав да го кажам е прво и основно да ви посакам добро здравје. Никогаш не сме се соочиле
со ваков сериозен предизвик за здравјето на луѓето, со ваква сериозна здравствена криза. Како што гледате денеска, бројот на заразени галопира нагоре, што значи дека допрва следуваат сериозни проблеми здравствени за многу луѓе. Се надевам дека сите што се заразени ќе оздрават и нема да имаме смртни случаеви. Меѓутоа, мора да ви посакам добро здравје и да ви посакам, односно да побарам да се грижите за своето здравје. Ако вие не се грижите, очигледно никој нема да се грижи за вас. Почитувајте ги оние основни правила, дистанцирајте се од луѓето и имајте минимум 2 метра дистанца, често мијте ги рацете и носете заштитни маски. Мислам дека ова не е лошо, не е на одмет да го повториме постојано, затоа што ако не го повтараме, гледате луѓево кои што ја прогласуваа како оној Сулейман Реджепи на рейзот, поранешниот рейз на ИВЗ, ја прогласуваа за умрена короната, меѓутоа сега короната ни се врати во нов бран. Тоа е единствено поради тоа што ги доведе во заблуда луѓево дека не се во опасност. Да, ја ќе ви кажам обратно, сите сме во опасност. Ако не се чува личната хигиена и дистанцата, ќе се доведете во ситуација која што нема да биде симпатична по здравјето. Тоа сакав да го предупредам и да ве најдам сите во добро здравје. Ситуацијата е критична и ситуацијата е за жал катастрофална. Дали ме слушате добро? Се слуша. Се слуша. Добро. Благодарам Наталија, Златко, Ика, Весна, Софи, Јован, Тони, Ненат, Сузана, Зоран Ѓошев, сите вие што ми пишавте порака, благодарам и благодарам што сте тука. И ги кажав своите уводни забелешки дека се надам дека ве наоѓам во добро здравје каде и да сте низ Македонија или низ светот. Се разбира, Македонија има огромна емиграција и добар дел од нашата емиграција претпоставам дека е вечерва со нас. Видов дека имаме гледач од Лондон. Ако има луѓе кои што не пратат од други делови од светот, нека напишат порака. Би сакал да ги поздравам и нив. Она што мене денеска ме чудоневиди, меѓутоа ќе дојдам до тоа. Сега прво да ви кажам зошто го пуштив Џони Штулич. Џони Штулич има објавено една книга која што се вика, како што гледате, Александријада прича о македонцу Александру Великом. Значи, Александријада прича о македонцу Александру Великом. Значи, Џони Штулич е извореден уметник, еден извореден музичар. Напишал книга, таа е објавена одамна. Он имаше цела едиција на книги, кои што ја ги поседувам. Пред 10 години ја посвети книгата на Александар, кој што смета дека е македонец. Значи го ословува и како великиот, но и како македонец. И се чини дека треба да го одбележиме ова, затоа што многу малку луѓе ја знаат оваа книга и не е ни многу обрнато внимание на тоа што го пишуваше Џони Штулич во Македонија. А човекот направил напор, книгата е бајаги голема, околу 600 страници е, и во неа Џони практично на некој начин се одолжува на Македонија. Тоа го направил он на некој Еве Аце од Австралија, Пушовски, поздрав Аце, благодарам што ми пиша порака. Се надам и во Австралија дека сте добро, знам дека таму бројките со коронавирусот се далеку подобри од овие што ние ги имаме во Македонија. Да се вратам на Џони. Значи, тој на некој начин го одолжил долгот кон Македонија. Пишува, знае да пишува човекот, направи голем опус, музички, уметнички, но и со книги. И се одолжил на државата каде што е роден, со тоа што ја напишал оваа книга. И благодарам Џони, секогаш Азра ја слушаме со голем восхит, тоа сепак е музика од нашето време, меѓутоа сакав да кажам дека Џони, кој што одамна не живее во Македонија повеќе од 30 години, тоа го направил за Македонија. Што направивме
сите ние за Македонија. Што направија политичките партии и политичарите, се работи кои што сакам да ги дискутирам со вас. Имено, луѓето кои што ги бираме и им даваме угодни фотели и кои што имаат на располагање потоа средства, државен буџет и вашите пари, требаше да направат многу повеќе од ова што го направи Џони Штулич. Меѓутоа, илјадници директори, пратеници, министри, функционери поминаа и заминаа, а не оставија никаква трага. Еве, Џони оставил трага. Во некоја друга прилика за книгите што ги објавив јас, тоа не е денеска тема, но Џони оставил трага. Таква трага требаше да се обидува секој што битисува на овие простори да остави, да и помогне на Македонија да се втемели со својот активизам, со својот допринос и да остави трага дека овдека ние живееме. За жал, македонските политички партии се во целосна драма и циркус. Мене ми личи тоа на циркусот на Монти Пајтон, една драма невидена. Денеска Али Ахмети направи велемајсторски потек, ги зајаба Изаев и Мицковски, објави дека е време албанец да биде премиер. Не знам дали ја видовте таа вест, дали го уловивте тоа на 18 годишнината од прославата на формирањето на УЧК, терористичката организација, која што под менторство на странски држави се трансформираше во ДУИ. На 18 годишнината од трансформацијата која ги облекуваат маскирани униформи во одела, Ахмети најавува дека е време да се биде, односно да биде албанец премиер. И мене ме плаши колку е тоа уверливо, затоа што пред неколку години беше невозможно албанец да биде председател на парламентот, па, како што знаете, Талја Џафери си истера цел еден мандат како председател на парламентот. Си се сликаше со сите команданти на УЧК внатре во неговата канцеларија, си редеше албански знамиња и на никој не му фали влакно од главата. Сега се плашам дека Али Ахмети е во ситуација, ако пресметале добро, ако биде изедначена битката меѓу Заев и Мицковски и да фалат гласови, партијата од македонците, која што ќе сака да биде на власт, може услов да и постави Али Ахмети да биде тој или некој што он ќе го одбере премиер, за да овие како поголема партија се дочепаат барем до некое министерство, до некој дел од вашите буџетски пари, од вашите даночни пари. Затоа го земам за многу сериозен оваа изјава на Али Ахмети дека е дојдено време да биде албанец премиер. Али Ахмети никогаш не кажува работи што ги мисли самиот тој, никогаш не донесува став, не изнесува став пред јавноста на брзинка, секогаш се тоа многу добро обмислени со нивните западни спонзори и партнери работи, како треба да се гони понатаму работата и како треба да се стабилизира или дестабилизира нашата држава. Ако тој тоа го кажал, јас би бил многу загрижен дека наскоро може тоа навистина и да се случи. За жал на Мицковски и на Заев, тие ќе бидат машата за подкусурување на Али Ахмети, пошто очигледно во периодот кој што е зад нас, двајцата се надпреваруваат кој повеќе ќе му се додвори, кој повеќе ќе му се улижува и кој повеќе работи ќе им вети на албанците. Македонските национални интереси ниту се запазени, ниту постои некој од политичарите кои што во Македонија, да речете, се гледа дека се заложува за нив, а дека се спротивставува на експанзијата која што значи во исто време дестабилизација и, за жал, деструкција. Во оваа држава функционираат два правни системи. Има структури политички кои што знаете дека никој не може да ги гони. Еве најсвежиот пример со полицискиот час. Добро знаете каде не се почитуваше во Скопје полицискиот час. Таму каде што сега има најголем број на заразени. Има се уште македонци кои што живеат во тој дел од Скопје, кои што кажуваат дека на улиците било како да нема полициски час. Тоа е значи двоен
правен систем, двоен стандард на примена на казнените мерки, односно мерките се применува само тука, во овој дел од Скопје, инаку јас сум во моментот во Скопје, не сум од тие што отидова во Охрид, немој да се плашите, дома сме, има луѓе кои што се во карантин. Така што, сакам да кажам дека двојниот правен систем, двојните модели кои што се применуваат, двојните стандарди, јасно укажуваат дека Али Ахмети тоа што го најавува, тоа што го мисли, може и да го спроведе. Врз него не делува закон, а ако дојде бројките да зависат од него, тој навистина ќе делегира свој премиер. Тоа е веќе, мислам, повеќе од јасно крај на државата каква што ја познавате. Иако не сум сигурен дека државата каква што ја познаваме како држава на македонскиот јазик исто така не е со минатата година со промената на уставот завршена, затворена и тешко ќе биде да се врати назад. Еве Данило ми предлага да се оди со Zoom. Башка сите би се гледале. Океј, Данило, можда можеме да преминеме да ја користиме латката и од Zoom. Инаку Данило Глигоровски е еден мој близок пријател, поранешен пратеник на ВМРО ДПМН, сега живее во Норвешка, универзитетски професор, еден од луѓето кои што ме подржа за конгресот како делегат во Валандово, но исто така и човек кој што е признат како научник во целиот свет. Човек кој што ги познава технологиите, компјутерски маестро, така што Данило, ова со Zoom ми се чини дека е добра идеја, ми се чини дека треба да го проучам и можеме да го премениме во наредните дискусии. Како и да е, да се вратам на тоа дека Али Ахмети си побара и сега сум веќе загрижен дека може и да добие премиер после изборите. Премиер албанец. Државата се менува пред вашите очи забрзано. И сега пазете што денеска се случи и тоа ми спровоцира да одам во емисија. Сакав да го искоментирам ова. Заев излезе и рече дека тој бил кандидат за премиер, иако Ахмети сакал да биде премиер или одуи да биде премиерот, дека тогаш тие нема да бидат во коалиција. Не пола сат пројде подоцна, излегоа порталите блиски на Мицковски, тие изнесоа дека Мицковски бил кандидат за премиер, како што он самиот се нарекува шпицен премиер. Иако никој не знае што тоа навистина значи, тоа е некоја кованица измислена таму во Белата палата, но тоа не е битно. Јасна е и видлива неговата желба по секоја цена да биде премиер. Сега Заев и Мицковски, вие имате многу сериозен проблем. Господинот Ахмети најави дека ќе ви го зима столчето. Значи, ќе ви го зима столчето и ќе ве остави да се испотепате, ќе ве остави да се урнисате и на крај ќе го молите, ќе му бацувате рака да дојде со било кој од вас, а самото доаѓање со било кој од вас со него, прифаќање ќе значи прифаќање на неговите услови. Берете памет затоа што државата отиде во аут. По она што го гледам во последно време, кај Мицковски за жал, ми се чини дека станува збор за прилично нестабилен човек. Поздрав за Марија од Куманово, гледам дека гледа. Не знам, Златко, зошто касни преносот. Поздрав, Велко. Поздрав за Сашо Тасевски. Еве само да проверам дали е све во ред. Поздрав за Билјана во Солун. Еве имаме и од Солун гледач. Поздрав за Маринела, мајка ми. Таа гледа исто од странство. Поздрав за Сотиров, Душко, Јакимовски Оливер, Мирјана од Германија. Војче Крстевски поздрав, Наталија, Никола, Софи во Битола поздрав, Владко поздрав, Димовски Драган. Дани Бојаджиева поздрав во Австрија, Јане Ајтовски, Тони Глувче поздрав, Митко Ризовски, Ана Трпевска и така натаму и така натаму. Во моментот гледаат околу 460 луѓе. Благодарам на сите што одвоивте време да се видиме, но сите сме во карантин, барем тие што почитуваме и мислам дека поради тоа може би сме и малку со поголема гледаност. Но тоа не е важно.
Искоментирав за короната, за оние што се вклучија подоцна. Внимавајте на своето здравје, ако не внимавате вие, никој нема да внимава во ваше име. Искоментирав за Али Ахмети најавата дека ќе биде албанец премиер, кое што, како што реков, повторувам, многу мощно сериозно ја земам и знаејќи дека УЧК 20 години е на власт, знаејќи дека со сила се обидува да ја редефинира државата и знаејќи дека законот е нешто што е под нив, значи се недопирливи за законот, има целосен имунитет во овие години и прават што сакаат. И се разбира, постигнаа да ја редефинираат државата, ни го променија уставот, се закануваа со тиранска платформа, го воспоставија албанскиот како втор службен јазик на целата територија. Гледате, во вашите градови се менјаваат таблите, иако некои ги кршат во политички цели, но тоа е доцна, затоа што во уставот на Република Македонија веќе не стои тоа што стоеше во 1991 и делумно што стоеше во 2001 година. Ве повикувам на YouTube да го погледате моето видео веќе сега, ако можете, отворете го што кажа во 2001 година. Тоа е видео во делови, ќе погледнете 8-миот дел, околу 10 минути трае, таму зборувам за тоа зошто се менува преамбулата и дека во 2001, значи пред 19 години, зборувам дека менувањето на преамбулата што го даде Борис Трајковски се прави намерно за да се избришат македонците и за да се редефинира државата. За среќа во 2001 година, затоа што се спротивставивме во парламентот и лично му се спротивставив јас со Данило Глигоровски, уште една поголема група на пратеници директно и на Солана, се откажаа од тој предлог тогаш да не избришат. Меѓутоа, никогаш не заборавиле и не избришаа минатата година. Не избришаа минатата година со сите гласови на албанците и малцинствата, не избришаа со сите гласови на СДСМ и не избришаа со голем број на гласови на ВМРО-ДПМН, односно листите на Груевски. 11 пратеници им фалеа, не 8, затоа што имаше пребези од претходно, кои што не се броеа тогаш кога дојде директно до промената на името. Со 11 пратеници од нашите листи од 2016, што вие ги гласавте кога сте гласале за ВМРО-ДПМН, го промени уставот и сега во тој устав не пишува никаде дека државата е држава на македонскиот народ и е формирана како израз на долгогодишна борба и потреби на генерации да создадат македонска држава. Така што, погледайте го 8-миот дел од видеото на YouTube, кое што е наречено "Што кажа во 2001 година". Пред да се вратам на Мицковски и неговите екзибиции, дозволете да се заблагодарам на тимот на фан групата Филип за Македонија со кирилица искуцајте на Facebook. Гледам дека тимот што работи групата доста заангажирано и посветено го работи тоа. Инаку таа група не ја водам јас, ако мислите дека ја водам јас, меѓутоа таму можете да пишете, можете да се зачлените во таа група, тоа е фан страна всушност, да ја лајкнете или да ја следите, можете да пишете се што ве интересира, можете да поставите прашања, тимот или јас ќе ви одговориме. А она што е битно е, сакам во оваа прилика да се заблагодарам на тимот кој што ценам дека мощне пожртвувано, мощне ангажирано ја води таа страна и ми се допаѓа како тоа таму изгледа. Таму ќе најдете и некои други видеа. Инаку ако ви интересираат и други податоци, filipetrovski.mk, имам свој сајт, таму понекогаш објавам и мои ставови. Дел од моите книги се бесплатно поставени на сајтот, можете да си ги читате, можете да си ги копирате, да ги презимате, правете што сакате. Она што е битно е дека ви предлагам да се информирате, ви предлагам да бидете во тек и ви предлагам да имате свој став, затоа што политичките елити сакаат да не мислите, да го исклучите мозокот, сакаат да бидете зомби, сакаат да следите директиви без поговор. Тие директиви често немаат логика, често се надвор од здравиот памет, меѓутоа треба да ги следите затоа што врховниот поглавар така кажал. А зошто кажал, никој не знае, освен да предпоставиме дека е тоа во негов личен интерес. Не. Спротивставете се на униформно размислување, спротивставете се на тоа што ви го натураат, гледате што се случува. 20 години партиите се водени од поглавици, водени се униформно, водени се на тоталитарен начин и гледате кај дојде државата. Веќе немаме ни едно обележје,
веќе немаме ништо што е свето, ништо не остана од нас. Сега сме дури и во процес на надворешна изолација, поради неспособноста да се справиме со короната, кога Европа веќе излегува полека од оваа криза, ќе ни биде наметнато, ако сакате да излезете од границите на Македонија било каде, да бидете во 14-дневен карантин. Еве денеска тоа Бугарија го најави, тие рекоа дека ако од Македонија некој сака да влезе, ќе мора да биде во 14 дена карантин во Бугарија. Тоа значи дека вие можете да се поздравите со одење во Бугарија. Уште неколку дена вакви бројки, најверојатно и Грција ќе го направи истото. Нема да може никаде да се мрдне. Тоа ни е наследство од тие што не водат без поговор, тие што се удисуваат со терористи од УЧК и со ДУИ 20 години наназад, кои што им ги амнестира случаевите на исчезнатите македонци, случаевите на македонците што беа гребени со ножеви по грб во 2001. Никогаш не се дозна каде се телата на исчезнатите македонци. Натрешно раселените лица никогаш не се вратија на своите огништа. Дел од Македонија во 2001 беше исчистена етнички, потегот од Тетово према Скопје и остана до ден денеска исчистена. И сега тој што ја чистеше етнички Македонија, вели ќе поставува албанец премиер. Јас не можам да не му верувам, затоа што во 2001 година барем имаше структура која што беше желна да се фати за оружје да им се спротивстави и им се спротивставивме. Сега нема такви мажи. 20 години наназад во Македонија не се служи воен рок. Модерно е да се биде ЛГБТ. Младите деца не знаат што значи оружје, не знаат што значи униформа. Ако дојде до ситуација, до ескалација, нема да има кој да ја брани Македонија. Тоа беше намерата и е остварена намерата. Македонија е со спуштени панталони, со спуштени гаки и свртена со грб кон своите непријатели, кои што работат на тоа да ја разнебитат. Бидете свесни на тоа, дека ова не се флоскули, проверувајте си, не верувајте ништо што кажувам. Дозволете малку кола-кола. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам што сте со мене. Навистина ме вознемири тоа што Али Ахмети најави дека ќе поставува премиер албанец и како што 10 пати Али во ова обраќање кажав, ама нели репетиција сматер студиорум, односно повторувањето е мајка на знаењето. Јас сум загрижен дека наскоро тој тоа и ќе го оствари. Не сум загрижен ради тоа што е Али Ахмети некој, не знам, како водач, загрижен сум затоа што спротив него го има од една страна човекот што пушташе SMS-и дека го спремале од озгора, од друга страна го имате Мицковски кој што се однесува буквално на ист начин како Заев. Значи, загрижен сум затоа што нема кој да се спротивстави од македонска страна. На Али Ахмети треба да му се одговори многу пожестоко, за жал такво нешто нема да чуете. Но ќе чуете дека Мицковски бил во кафана и ботовите негови викат, па добро, што има врска ако бил човекот во кафана? Ја викам, не е така. И јас бев во кафана или во кафич, пиев кафе. Меѓутоа, здравствените прописи, за да не се шири короната, велат дека смееме да седиме само на тераси. Господине Мицковски, господине Заев или Ахмети. И ние сакаме да седиме внатре. Меѓутоа, некој проценил таму дека на тој начин може уште позабрзано да се шири короната. И тоа се прописи кои што се донесени за да се почитуваат. Тоа по најмногу треба да ги прави шпицниот кандидат за премиер. Башка што цело време тврди дека некој го следи, го прислушкува. Па господине шпицен кандидат, па ако ве следат цело време, треба да знаете дека и во кафана, ако влезете спротивно на прописите, во внатрешниот дел каде што не смее да се служи, дека ќе ве фатат, ќе ве снимат. Тоа е толку просто. Или сте вие само едно неизживеано детиште? Значи, гледайте, луѓе, мене Мицковски ми личи на мене, ова го твитав вчера од Савајле. Ме подсеќа на мене со кафаните идење, ме подсеќа на мене од пред 25 години. Да, ама тогаш бев дете. И платив скапо за моите политички грешки. Тоа беше извлекувано на насловните страници и платив скапо. И во ред, сум немал ментор, не сум бил доволно зрел на тој начин и платив за тие грешки
на начин на кој што платив. Не жалам за тоа, меѓутоа бев дете. Мицковски и никош не сум бил кандидат за премиер. Нити пак во тоа време сум бил кандидат за председател на партијата. Значи, Мицковски е над 40 години. 3 години е председател по фалшираниот, односно фингираниот конгрес во Воландово, 3 години е председател на ВМРО. Цело време зборува дека е кандидат за премиер и дека сигурно ќе победи. И цело време не ги почитува прописите. Да не ве враќам на теретаната, на терање на високи полициски функционери да лаже дека тоа се од друго време. Јас изворно знам, имам луѓе по Скопје, дека на вистина вежбал во време кога е забрането, дека се отварани теретани во време кога е забрането. Јас не го издавам со ова, нити пак имам намера да се занимавам со него на таков начин. Господин Мицковски, цело Скопје знае дека вежбавте во теретани и дека идете по кафани, дека ги затвараат за вас. Мене ме загрижува што вие, поздрав Дарко Христовски, мислам, чинам гледаш од Норвешка и ти. Значи, мене ме загрижува што вие сакате да лечите комплекси, господин Мицковски, некој да отвора и да затвара кафани за вас. Да има посебни делови за вас. Вие треба да сте обичен човек. Треба да даете пример за обичен човек. Не треба да глумите посебна структура. Не треба да глумите привилегирана структура. Вие не сте над човек. Вие не сте над нас. Вие да ви избереме за тој пукнавте за него шпицен премиер, треба да ни служите на сите нас. Поздрав за Дејан Мицов во Штип. Благодарам што се приклучи. Поздрав за Јован Талевски. Поздрав и за Захарije. Значи, сакам да ви кажам, не ми се допаѓа тоа што нешто бил таму во кафана. Ајде и дискутабилни си луѓето што биле со него, меѓутоа тоа во некоја друга прилика. Проблематично е што човеков сака да отвараат и затвараат за него кафани, теретани, независно од закони, прописи и опасноста која што се предизвикува по нашето здравје со тоа. Место да ни даде пример, ни дава обратен пример. Не велам дека тоа не го прави и некој од СДСМ. Нити бранам СДСМ, нити ме интересира некој од СДСМ. Исти се. А па да не зборам за овие од УЧК. Сега кој знае колку свадби има по Западна Македонија, што ја викаат они Источна Албанија. Но тоа не значи дека Мицковски има право да биде таков какви што се они, ако сака да биде шпицен кандидат за премиер. Смешно е све ова што се дешава. Не оставаме луѓе, ти Мицковски и ти Заев, не оставате надеж кај никој во Македонија дека треба овдека да ги остави своите корења и својот пород. Се повеќе луѓе велат дека треба да се иселат главом без обзира, значи усвет да фатат само да не се тука. Не постоиме ние за вие да бидете председатели на партии или шпицни премиери или офсайд премиери или не знам какви премиери. Вие постоите за нас, ако ви избереме, на нас треба да ни направите да се чувствуваме дека треба да останеме тука. За жал, во Македонија тоа не е така. За жал, Македонија се наоѓа во длабок офсайд. За жал, од минатата година сме Северна Македонија во уставот, така не ославуваат секаде во светот. Ние, сонувачите, романтичарите, може да не го прифаќаме тоа, меѓутоа тоа ни го направија нашите македонски политички елити. Уште еднаш ќе кажам, во овој парламентарен состав, кој што, by the way, да знаете, и денеска прима плата, на пратениците од минатиот состав, кои што се распуштени во февруари, чинам, им тече платата и сега. Во овој момент им тече плата. Таа плата ја плаќате вие од вашите даноци. Ако нема доволно пари од даноците, тогаш доаѓа до задужување. Издаваме еврообврзница, земаме 700 милиони, враќаме 850 милиони. Но не враќаат пратениците. Нема да враќаат ни министрите. Ке враќате вие. Ке ви се зголеми данокот, ДДВ-то, ке ви наметна 3 денари акциза за нафта. Значи ке ви стане поскапо возењето место поевтино и така натаму. За жал, тие луѓе
требаше барем за да ни се одолжат за све ова што го правиме за нив, живееме во беда, враќаме кредити, враќаме камати, а тие живеат како посебна каста, како посебна елита. Тие беа 100 напрам 20 во овој парламент. Имаше 20 албанци, историски најмалку у последните 15 години во парламентарните состави и 100 луѓе изберени преку листите на ВМРО и на СДС. Да, имаше таму бошњаци, срби, власи, роми и така натаму. Меѓутоа беа 100. Тие 100 не најдоа за сходно да се соберат и да ја заштитат Македонија. Не најдоа за сходно ова да им биде светиња. Што очекувате вие, ако не го заштитија уставот и интересите на државата, очекувате вас дека ќе ја заштитат? Не. Вие се само бројка за избори. За жал, не постои структура која што работи за интересите на обичниот граѓанин и на македонците. Уште една работа дозволете, ми се чини малку сум предолг, извинете. Сакам да ја поздравам емиграцијата, сакам да ги поздравам сите што од целиот свет гледаат. Емиграцијата посебно ја ценам. Имаше некои расправи овие денови на Facebook. Гледам дека често финансираат луѓе кои што потоа го злоупотребуваат тоа. Мислам дека треба да се направи еден сериозен напор емиграцијата да се обедини и да добие своја политичка сила и свој политички репрезент. После, за жал, после Пржино, на кое што се согласија и СДСМ, нормално на нив им одговараше, но и да помане, емиграцијата веќе нема свој политички представник и нема ни да има, според пржинските принципи, затоа што е многу тешко тоа да се направи, но не е ни неизводливо. Еве ви домашна задача, македонска емиграција. Почнете да се организирате. Јас мислам дека треба да имате политички репрезенти и политичка сила. Мислам дека треба да бидете представени во македонскиот парламент. Мислам дека треба да имате едно собирање на светско ниво, кое што јасно ќе испраќа пораки до сите дека македонските национални интереси, ако не се способни да ги гледаат од внатре, ќе ги гледате вие од надвор. И мислам дека треба да се интегрирате со мајката грудка, родната земја Македонија. Еве, размислувате на оваа тема, пишете ми. Сакам предлози. Би сакал да се оформат групи кои што би соработувале со мене во цела Европа, во Северна Америка и во Австралија и Нов Зеланд. Секој што е заинтересиран да соработуваме, да оформиме групи, да разменуваме идеи, размислувања, ставови и можни понатаможни потези кои што би се повлекле во интерес на нашата држава, стојам на располагање. Исто така подсетувам втор пат, групата Филип за Македонија на Facebook ја одржуваат мои пријатели, мои другари, ентузијасти кои што се секојдневно со групата, ќе ме известат или ќе ми пренесат тоа што ќе биде контактирано таму. Битно е да имате свој став, свој глас, своје мислење и да продолжиме да бараме излез од оваа темница во која што, за жал, сме ставени. Ние имаме право да се бориме за нашите ставови, да се бориме за нашата држава и да ја правиме таква каква што мислиме дека ќе биде подобра. И пред се да ја поставиме на асмомските принципи кои што, за жал, исто така се избришани со пратеници на ВМРО ДПМН, што е голема срамота. Ве оставувам се надевам во добро здравје, се надевам бевме јасни дека треба да го чувате здравјето пред се вие самите, да внимавате на социјалните контакти, оти ова е, за разлика од рейсот, ја мислам дека короната е жива, не е мртва, не е убиена. Коронавирусот е многу опасен, одзема животи, уништува цели семејства и представува во овој момент, денеска, утре, сериозна опасност за вашето, за општото здравје. Значи, чувајте го здравјето, ќе бидеме повторно во контакт.
Се разбира, ќе најавам своето наредно обраќање. Ќе го ставам ова и на каналот на YouTube. Оние кои ме пратат на LinkedIn и таму, веројатно ќе оди и на Twitter, на групата Филип за Македонија ќе го објават. Имам ентузијасти кои што подосна ги делат видеата со делчиња, па ги објавуваме и како скратени целини, бидејќи не секој има нели живци да го изгледа ова цело. Се разбира, знам дека бев предолг. Благодарам за вниманието. Останете живи и здрави каде и да сте. Да живее Македонија.